Новите вработувања во општина Штип за 2018 и 2019 година, кои се предвидуваат беа жешките точки на денешната седница на Советот на општина Штип. Поради итноста на донесувањето на овие две одлуки, денеска пред одржувањето на седницата на Советот, седници има и матичните комисии. Опозицијата пред да се гласа за дали овие точки да се стават на дневен ред, реагираа. Не знам, председатели, зошто на сила сакате да протуркате годишен план или планови за вработување во општина Штип на начин со кој што ги доставувате касно материјалите за советнице, да немаме време ниту да ги разгледаме и до сега да немаме време да реагираме во врска со ова, бидејќи со овие точки гледам дека планирате 20 вработувања нови да направите во општина Штип, 13 во 2018 година и 7 во 2018 година. Секретарот на општина Штип Сонја Китанова во своето излагање пред советниците истакна дека вкупниот број на вработени во општина Штип до декември 2017 година е 160 македонци, по еден турчин и србин, 7 власи и 4 роми, а во 2018 година се најавени 7 пензионирања. Планирани нови вработувања во тековната година до 31 декември 2018, вкупно 13, од кои 11 македонци и 1 ром. Со тоа што, доколку се оствари планот, доколку се реализира планот, на крајот на годината ќе има 166 вработени во локалната самоуправа. Советниците во Советот, во зависност од тоа од која партија доаѓаат, дебатираа и даваа подршки или не за новите вработувања, кои се предвидени во општина Штип. А до пред известно време го напаѓавте раководството, претходното раководство на локалната самоуправа, дека има превработеност и дека се трошат финансиски издатоци за партиски вработувања. Малку е лицемерно, кога тогаш едно сте зборувале, сега истото да го правите дури со поголеми финансиски издатоци. Можевме да чуеме дека многу места кои што се битни за давање квалитетни услуги на нашите сограѓани и некои места кои што се битни за да може ова локална власт која мора да работи во корист на граѓаните, да може да работи, мора да се пополнат тие работни места. Вие не можете јас сега прв пат слушам дека имаме само еден градежен инженер за град од 50.000 жители, за град кој има една своја динамика од како стане и универзитетски центар. Согласно законот, одлуките за новите вработувања во текот на оваа година и наредната година мора да се донесат. Во спротивно општината ќе мора да плати и казна од 5.000 евра. Доколку овие вработувања се реализираат, во тој случај од буџетот дополнително за новите вработени ќе се издвојуваат околу 5 милиони денари.